Штип ќе гради зграда за 100 ромски семејства. Работите треба да почнат наредната година. Што ќе сместиме 100 социјални фамилии ромски. Тоа ќе биде на круна во градот Штип, каде што дефинитивно покрај нашиот ангажман околу инфраструктурата ќе ја постигнеме и главната цел за децениското решавање на стамбениот проблем на ромската заедница во овој град. Локацијата каде ќе се гради зградата се знае, тоа е местото каде се наоѓа бањата Черења. Прашање е од каде ќе се најдат парите. Каде преку Министерството за транспорт и врски, мора да кажам дека се предвидени некаде околу 25 милиони евра заем од европските финански институции за стамбено изгражување на ранливи групи од ромска националност и гледаме да се вклучиме и да можеме таму да искористиме средства. Советот на општина Штип максимално се вложи околу измената на деталниот урбанистички план на тој локалитет, затоа што без измена на детален урбанистички план, без носење на нов дуб, таму не може да настане на таква инвестиција и една добра реализација. Освен зграда, штипскиот градоначалник најавува и инфраструктурно уредување на улиците во ромските маала. Сите улици кои се наоѓаат на потегот, на Радански пат, Косовска, новиот дел према Света Недела ќе бидат целосно асфалтирани и направени со коски бекатон. Така да и тие луѓе нема да газат кал како нормално што работиме во целиот град. Денешната посета на министерот Мустафа на Штип беше повод да се видат и дечињата од ромска националност кои бесплатно се згрижени во градинките. Годинава нив ги има 30 на број. Опфаќаат само дечиња на возраст во голема група, тоа е од 5 до 6 години. Прекрасно се однесуваат сите, значи и вработените и дечињата одлично реагираат на совладувањето на вештините и сите образовни теми и цели. Инаку, денес свечено беа пуштени во употреба асфалтираните улици на Радански пат и Черења, каде главно живее ромско население.